Бираджакери организација Сонце Кобарабар Бутикериве Бираджакери организацијенцар Рома Верзитас Романо Илота и Рома Литико. Ко первазијатари програма Рома Актет нуматай истотаро Барабар Бутикериве интернет порталеја Бишуштар Вакти Кергја трибине тај панел дискусија себе пио Машкар Дженеско диве Роменго офтото април код изјавелес тај струмица. Една сериозна последица од минатото е асимилацијата која што денеска повеќе или помалку ја плаќаме како цена, ние како народ, ширум светот, во Европа и особено во Република Македонија. Со тоа што ете јас како еден од новите генерации, млади нови, сме почувствувале во нашите матични земји влијание на тамошните институции, апаратот на тие институции и наметнувањето на тој идентитет во кој што расте. Ние денеска збориме за 8 април и ромите, ви говорам на македонски јазик. Ние денеска се собираме млади од повеќе градови од Република Македонија, ќе се разликуваме во нашите сваќања за тоа што значи да се биде ром и што значи да се има ромски идентитет. И често на случување и настани каде што имаме повеќе млади роми од повеќе градови, има сериозни дебати за тоа кој е повеќе и кој е помалку ром, токму поради таа последица што врз нас се има оставено минатото, а денеска не превземаат ништо и постоечките институции кои што за тоа се одговорат. Да го поканам Даниел Петровски од перспектива на етнолог да даде едно свое гледиште, позиционирање и историјат поврзан со јазикот и идентитетот. Вредности кои што ја отсликуваат народот за да се идентификува со културата, со народот. Тоа е територијата, верувањето во заеднички преданија и митови кои што подосна прераснуваат во обичаи и традиција. Понатаму јазикот како најглавна особеност за припадност во одредена етничка група, верување во заедничка историја и минато, односно во заеднички митови. И најважната работа е секој човек да се идентификува себе си со одредена етничка заедница, односно самиот да верува и да чувствува дека е припадник на одредена група, а во нашиот случај со ромската група. Сакајќи да се интегрираат ромите како народ, они најчесто подпаѓаат под влијание на асимилација, односно асимилативни мерки кои што ги превзема местното население. Со цел да бидат прифатени од другите, тие најчесто обогуваат јазикот, најчесто јавуваат својата култура и во рамката на УНЕСКО ромскиот јазик спаѓа во јазици кои што изумираат. За жал, можеби некој од вас се уште не го говори ромскиот јазик, а можеби и нема ни го идеја да го говори јазикот, затоа што постојат различни причини. Најнапред тргнувајќи самите себе дека не сакаме да го говориме јазикот, затоа што се уште можеби во свеста ми игра моментот на тоа што имам јас корист да разборам ромскиот јазик, кога ромскиот јазик не се почитува или не е стандардизиран, или можеби самата држава не прави интегративни мерки да ромскиот јазик биде на повисоко ниво, односно да отвори катедри за ромски јазик, за изучување, за продуцирање на кадри кои што ќе го изучуваат јазикот. Да продолжуваме понатаму со Денис Мани од Рома Литико, млад истражувач, родом од Гостивар, каде што се зборува македонскиот јазик, меѓутоа идентитетот постојува. Идентитетот, ако го помериме во насока на тоа кој колку има можности да го истакнува во Република Македонија, ќе заклучиме дека ромската заедница и нема можности. Освен тоа да биде вака, неформално, да доаѓа од организации, без тоа да биде претходно системски решено некако. Затоа 8 април е ден на кој што и покрај тоа што ние како роми треба да учествуваме, ние треба секоја се бориме да испратиме честитка, бидејќи тоа е единствениот ден кога институциите ќе не слушнат. За жал, и покрај тоа што ромите се дел од македонското општество и покрај тоа што настојуваме како држава во моментот
да изградиме општество за сите, како што би рекол премиерот. Да, општество за сите, во кое што сите граѓани ќе бидат праведно и ќе почнуваат од иста стартна позиција, во која што сите етнички заедници ќе имаат иста стартна позиција во однос на изучување на својот јазик и култура. И ресарин тароса кава синете мотивирана ероменките шајте стикливен пири дајаки ричип и романи чип нума тај одоватовен ко процесија баш интеграција тај екипе ките шајте пошукар керолпес о романо дживдипе. Вамо во Велес е таков град каде што има голем проблем со деклинацијата меѓу народот. Повеќето луѓе се деклинираат како турци, иако не се турци. Но кога има корист од страна на ромите, тогаш се декларираат како роми, иако се стварно роми. Но кога е правилниот попис, тоа не го прават. Страфи ми од дискриминација, страфи ми од било која негативна атмосфера што се во нормала во денешниот ден се создава поради тоа што кога ги кажеме дека сме роми. Јас како студент имав таков проблем во Скопје, на медицинскиот факултет. Ја затоа што бев ромка и не бев македонка или турчинка, мене не ми дава да ги полагам испитите што требаше да ги положам, иако имав научено, иако ми ставаат добри оценки, само што ќе ме слушнат по името мислеа дека сум турчинка, јас сум ромка. Мислеа дека сум дури по потекло од Турција, дека сум од тие студенти, и кога ќе им кажав не, јас сум од тука од Велес и сум ромка, не сум турчинка, веднаш ми паѓаше целата во нивните очи целата интелигенција или сознание што го имав се им паѓаше. Став е дека така како што јас се чувствувам за горд македонец, ги поттикнувам, ги охрабрувам и тие да се чувствуваат горди роми, да се гордеат со тоа што се роми, а не да се срамат од тоа и да ја искористат можноста на следниот попис на населението да се изјаснат така како што тие се чувствуваат, а не како што некој друг ќе им наметне. Нека не се подведуваат под некои други идеи како што грешат и други нации на Балканот да се поврзуваат со некои славни мината на други нации и народи, затоа што ние сме тоа што сме, ние сме такви какви што сме. Очигледно дека сакаме нешто да промениме во нашиот живот, а промените почнуваат кога сите заедно размислуваме за подобрение. Зошто кажувам дека сакаме промени? Затоа што промените почнуваат кога размислуваме за иста цел. И целата заедница што ги имаме истите проблеми треба да бидаме соединети. Заради нас стои Европска комисија и Советот на Европа, во која што се имплементира во земјите во Западен Балкан и Турција. Како главна цел на програмата Ромактет е промовирање на добро владење на единиците на локална самоуправа и зајакнување на капацитетите на ромската заедница на локално ниво. Општина Струмица, како и општина Велес, од сите 12 општини, освен сите проблеми кои што ромската заедница се носат во Република Северна Македонија, се издвоила со уште многу битен елемент, недостигот на ромскиот јазик, култура и идентитет. Баш токму затоа ние денес сме тука